Да. Денес од оваа пресконференција, како ЛДП бараме министерот за здравство Никола Тодоров да се само казни за хаосот и финансиските штети што ги има предизвикано на граѓаните како резултат на неговото лошо менаџирање со здравствените проблеми. Имено, веќе неколку месеци во клиничката болница во Битола, која всушност е и регионален центар, нема реагенси за испитување на хормонот која регулира тироидната жлезда. На пациентите не може да им се даде соодветна терапија, а секој одложување на терапијата може да биде кобно по нивното здравје. За сметка на тоа, приватните лаборатории, не по своја вина, користат најмногу од оваа ситуација и пациентите наместо 40 денари, колку што таа услуга чинеше во клиничка болница, плаќаат многу повисоки суми на пари. Жалосно е што ваквата состојба велат ќе трае најмалку до крајот на февруари наредната година. Неминовно се поставува прашањето: зошто функционира мој термин, кога одделението не може да одговори на барањата на пациентите? На кој му одговара ваквата состојба и кој ја поттикнува? Колку животи треба да изгубиме, па некој да се сети дека на клиничка болница и се потребни реагенси и материјали за работа, а не само празни реклами? Ќе понесе ли некој одговорност затоа што нечии џебови се преполнија во овој период на сметка на пациентите од целиот регион? Додека ова се случува, началникот на одделението заедно со својата сопруга, исто така лекар, бил на обука во странство. Прашуваме зошто ли се неопходни обуките кога луѓето нема со што да работат. Ова не е единствен проблем во клиничката болница, остануваат проблемите со недостатокот на лекови, нерешениот статус на 160 волонтери, масовно заминување во приватното здравство и друго.